Регулаторната комисија за енергетика да ги намали цените на горивата веднаш, бараат дел од опозицијските партии, откако цената на барел нафта на светските берзи по скокот од над $100 вчера се спушти на околу 85, а сега е околу $90 за барел. Од Демократската унија за интеграција излегоа со 5 предлог мерки. Покрај веднаш преиспитување и корекција на вчерашните цени на регулаторна, бараат и да се пуштат веднаш и државните резерви на нафта, кои ги има за 62 дена, по цена од максимум од 71 денар. Владата треба веднаш да ја разгледа можноста за намалување на фискалниот товар за нафтените деривати, вклучувајќи ги акцизите и другите давачки со цел стабилизирање на цените и заштита на стандардот на граѓаните. Истовремено, инспекцијските служби треба веднаш да постапат за да утврдат колкави количини нафти имали бензинските пумпи пред понеделникот во 12 часот и за тие количини да се воведе замрзнување на цените, имајќи предвид дека се увезени по пониски цени. Од ДУИ бараат и санкции за операторите кои за време на викендот и сега не точела гориво на граѓаните. Велат како држава не можеме да дозволиме некои да профитираат на грбот на граѓаните и на нашите производители. Потребна е итна реакција и сериозно управување со кризата. Со реакција излезе и СДСМ. Велат владата профитира, зошто се поскапени цените на горивата кога има пат на светските берзи. Зошто се поскапени цените кога има пат на светските берзи? Со сегашното зголемување, граѓаните плаќаат над 3 милиони евра неделно повеќе. Се поставува прашањето кој има интерес од ова поскапување и каде завршуваат овие пари. Дали владата намерно ги зголеми цените, иако цената на барелот веќе падна вчера? Од партијата обвинија дека власта профитира на грбот на граѓаните со промена на начинот на уредување на цените на горивата, со тоа што регулаторна сега наместо секој ден ги утврдува цените еднаш неделно, во понеделник. Очигледно поради празниот буџет на владата и одговара поскап бензин за повеќе пари од акциза и ДДВ, велат од СДСМ.